Рита шарена, по градина садена, лепо кладена. Дали има новојдени свет, пољубаво девојче од Македонче. Околу 40 деца македонци кои живеат овде во Корча доаѓаат секојдневно, го посетуваат курсот по македонски јазик, да учат македонската азбука, македонската граматика, македонската историја. Како се викаш и колку години имаш? Јас се викам Костека Дима и имам 12 години. Што научи денеска? Јас денес научив 3 букви, тие са Б, Т и О. Зашто сакаш да учиш македонски јазик? Јас сам македонец и ќе бидам македонец, зашто македонскиот јазик е наш мајчин јазик. Може ли да ми прочиташ тоа денеска што го напишеш за 8 Да. март? 8 март. 8 март се доближува. За мама честитка си купив и песна си напишав. А за баба цвеќина ќе му подарам и со песни ќе изненадам. Две мои најмили ги насмеам со ора, со песни и со подароци. Како се викаш? Тања Гроздановска. Може ли да ни го прочиташ тоа што си го напишала Да. денеска? Среќен 7 март, мамо. Што учиш ти овде? Ние тука учиме букви, збора и реченици. На македонски јазик. Да, Дали ти се допаѓа македонскиот јазик? да, ме се допаѓа. Јас се викам Маријан Додори и имам 10 години. Зашто учиш македонски јазик? Јас учам македонски јазик, кој е јазикот на мајката наша Македонија. Кога ти завршиш овде во Корча со учењето, кај сакаш да продолжиш со школа? Јас со школа сакам да одам во Македонија. Се учат овде на македонски јазик? Сега наставата се определува на 3 групи. И секоја група имат по 2 дена недело. На секоја група имат околу 2-13 ученици возраст. Имаме наша програма. Програмата е определена на 70 сати. Запознавање, првата етапа е запознавање со буквите, со зборови и со реченици. Втората етапа е запознавање малу граматика на македонски јазик, историја на Македонија, малу географија, запознавање со македонските писатели. Целта е на овој курс е учениците да се успособат за да говорат по литературни македонски јазик, да пишат исто така по македонската азбука и да можат да читаат слободно и да состават, да читаат слободно, да извајат реченици со овие зборови тамо натаму. Има ли заинтересираност од децата? Интерес имат голем за децата, тие сами си гледат како гледате вие, нема никакво нешто, ние само го објавиме сатот што е 2 секој ден и во саботата на 11 почваме во сабота. Толку е нашата задача и наставниците што време ние што предаваме. Има ли некаков притисок од страна на... Не, никаков притисок нема од страна на властите. Само ние ко мали имаме учено македонски. Сега сакаме што и малите наши, децата наши да учат македонски во паралелки. Тоа е проблем, во паралелка во Корча. Во некое училиште определено, сите што живеат во Корча, малите може да му се возможи да учат по македонски. Седне друга работа колку може да дојдат или колку може да се регистрираат. Тука во Корча имаме многу деца, сме многу фамилии, околу 400-500 фамилии, со по 3-4 лица на фамилија може да оде 2-3 илјади души само во Корч. И така што
ово право е основно право. Првото право што може да го стигнем. Не знам, ќе го стигнем или ќе го стигнем тие други работи. Јас се викам Марин Андон и имам 10 години. Во училиштето јас учам букви, јазикот македонски и буквите. Охрид е македонски град. Охрид е бисер крај од Критското езеро. Тоа е интересен град за туристите. Според својата архитектура, старата чаршија, тврдината, многуте цркви. Се вели дека Охрид има 365 цркви или по една секој ден. Охрид е град музеј. Кажи ми како се викаш? Јас се викам Тодорка Начовска. Јас гледам у Преспа, Долна Горица и Горна Горица. Колку време си овде во Корча? Од кога сум родена? 13 години. Што учите? Ние учиме македонски, јазикот македонски е нашиот јазик. Денес што ви кажа да се учи? Денес ни каже 3 букви, Б, О и Т. Сакаш да учиш македонски? Да, сакам. Може да ни кажеш нешто што научи некоја песна, што форма? Може да прочиташ? Тодор е мојот дедо. Мојот роден ден е во 2 март. Јас имам една близначка сестра. И таа се вика Стојна. Дејан игра со топка. Ние сме македонски и јас учам македонски. Навечер надвор стојам и звезди бројам. Желби јас си мислам, за сладко јас да спијам. Желби ми се раѓат кога звезди паѓат. Јас само една смислам и си заминувам. Јас во мојата група имам некои 10 деца, тие многу се заинтересирани, исто така и неговите родители, тие многу се заинтересирани неговите деца да научат македонски мајчин јазик. Исто така, тие се заинтересирани дали ќе има паралелки во неговите школи. Тие сака неговите деца и понатака да учат македонски. Многу од нив сакаат неговите деца да ги пуштат на факултет во Скопје. Интересот е голем. Исто и така имаме и албанци што се многу интересирани да учат македонски јазик. Имаме некои 5 деца албанци што се заинтересирани да учат македонски јазик. Ни кажете како се викаш и колку години имаш? Јас се викам Каролина Гроздановска, имам 13 години. Колку време учиш овде? Овде учам 2 години. 2 месеци. Зашто го учиш македонскиот јазик? Го учам македонскиот јазик, дека ова е стемеченскиот мој јазик. Може да ни кажете нека песничка на македонски јазик? Да, имаме учено химната на Македонија. И многу нешта за градовите на Македонија и многу за Преспанското езеро. Да. Во Преспанското езеро живеат 23 видови риби, од овие 7 живеат само во ово езеро и никаде на друго место. Жителите на подрачјето ги ловат главните видови на риби за храна и за продавање. Во езерото на Преспа има и јагула, но тие се во опасност од исчезнување.